Македонија таргет на меѓународните компании во време на криза на европскиот пазар. Две нови странски инвестиции од компании кои треба да вработат 500 луѓе, најави премиерот Христијан Мицкоски. Тој вели дека во моментов се преговара со нив, а очекува до крајот на ноември да има позитивен исход. Едната треба да биде вложување во нов погон, а другата ќе биде проширување на постоечките капацитети. Новите инвестиции ќе тежат 50 милиони евра. Едната ќе биде проширување на веќе постоен погон, а другата ќе биде сосема нова инвестиција, кои што ќе обезбедат отприлика до 500 нови работни места. Инвестициите ќе бидат до кај 50 на милиони евра, така што очекувам овој месец тие две да ги завршиме. Склучување договори за нови инвестиции ќе има и во последниот месец од годинава. Вложувањата ќе бидат во градежниот сектор и во автомобилската индустрија. Следниот декември, најмалку уште две и почеток на една со ставање на камен темелник. Во кој сектор така што инвестициите ќе бидат во градежништвото и во секторот градежништво и автомобилската индустрија. Владата пред неколку дена потпиша два одделни договора за државна помош за двете компании на брендот Brainchild продукција и Brainchild производство, кои работат во земјава. Со ова им се овозможи на компаниите во Битола да инвестираат во адаптирање на лабораторија за истражување и развој, да изградат нов објект во индустриската зона во Жабени. Почетокот на градбата се очекува да биде во 2025 година. Овие две инвестиции се случија откако владата во изминатите 4 месеци договори вложување во вредност поголема од 600 милиони евра и нови 1600 вработувања.